на некој чуден начин талкаме како метафизички некои сеништа, но сепак не се откажуваме и токму заради тоа ја правиме оваа акција на 3 годишнината од затворањето на точка. Бидејќи сметам дека ова е зона на самракот, живееме во фасадна култура без содржини, токму заради неможноста независниот културен сектор да се вдоми некаде. Во независна Македонија имаше 5 независни културни сектори, сега нема ниту еден. Ние сме единствените во регионот, единствениот град во регионот кој што се наоѓа во ваква состојба. Што тоа значи? Тоа значи дека некој не води сметка за на кој начин се развиваат и во кои насоки се движат секојдневните културни политики, на кој начин треба да се востановуваат нови културни практики кои што ќе создаваат некакви нови културни потреби. И мислам дека доколку не се промени наскоро нешто, ние ќе почнеме да стануваме простор во кој што генерално културата ќе биде апсолутно ретроградно, најретроградно читана и анахроно спроведувана и културните потреби се помалку и помалку ќе постојат. Дали мислите дека вакви акции, вакви собирања, вакви подсетувања ќе дадат некој ефект? Не знам, ова го сметам за застапувачка активност и наша должност и одговорност е ние постојано да се бориме, да подсетуваме, да прашуваме, да критикуваме на крајот на краиштата, па кога тогаш можеби ќе вроди плод. Лично не чувствувам никаква потреба за простори, не се чувствувам ко бездомник периодов. Една од причините сигурно е што потрошивме многу енергија во создавање на културен центар. Не е само оваа точка беше на Илинденска, така што можда и 10 години трае таа епопеја и мислам дека се лично барем доста се изморив и не гледам голема смисла, ама дека треба да се бориме, тоа е несомнено за разни принципи. Еден од нив е таа, да речам, една од борбите е борбата за подобар статус на независната културна сцена. Таа се разбира дека треба и физички да се артикулира, дали директно низ културен центар или низ некои други форми. Тоа знаете Сашка, не е само тоа си повеќе гледам, не е борбата само за, како да кажам, за ресурсите и физичка и за просторите, во голема мера е идејна и теориска, потребни се нови концепти и се до тоа. Така што во таа смисла ми е мене предизвик независната сцена, а не само да речам контратежа на некаква официјална државна институционална култура. Бидејќи мислам дека по-сериозното, да речам, теориско осмислување, концептуално на целата културна сцена може да им помогне на двете. Мислам и на ова институционална, да имаат подобра хемија, подобар флуид, да се помагаат, а не да бидат непријатели. Многумина сега тоа го сваќаат просто као ограничени се ресурсите, нели, мала бара, многу крокодили. Независната сцена може да живее само ако нешто се грабне од државната сцена, а не би требало да биде така. Има ли иднина во ваква држава, во каква што сме со сите проблеми што ги имаме, има ли иднина таквото ново конципирање, ново преосмислување на независниот културен сектор? Па не, иднина мора да има. Ние сега имаме една катастрофална власт која историски просто не уназади, може би и децени. И ситуацијата во моментов стварно изгледа сосема безнадежна и веројатно многумина и мисла дека е најпаметно, знае со прст да не се мрда. Толку е мрачна ситуацијата. Но она теориски било како гледано нема друга варијанта освен да направиме ново општество, понормално општество. Пари нема ни да имаме ни за 10 години, ни за 20 години. Заради тоа ќе бидат потребни нови, како кажам, нови идеи како да се осмисли целата културна сцена. Не може во зграда за театар да се финансира 40 милиона евра. Мислам, тоа е тотално лудило. Дури да ги инвестираш, тоа не може да профункционира никогаш. Така што мора да се осмислува нова културна политика, нова културна инфраструктура. И за тоа ќе треба многу време, ама сега ако чекаме и дремеме, само ќе го одложуваме бескрајно моментот кога треба да се соочиме со тоа.
Priđi bliže i pogledaj dobro, kuda vode ovi tragovi, tamo svetla gore u noći i ta su svetla naši gradovi. Svako svetlo je jedan stan, u stanu krevet stoji stolice, plavo svetlo preko plavih lica i plavi svet iz plave kutije. Ljudi iz gradova, ljudi iz gradova, da li možeš prepoznati govor ljudi iz gradova? Da li možeš prepoznati lica ljudi iz gradova? Mi smo snažni, mi smo jaki, ljudi iz gradova. Mi smo snažni, mi smo jaki, ljudi iz gradova. Ljudi iz gradova. Ljudi iz gradova. Prvi dan smo sedeli i prvi dan je prošao kraj nas. Drugi dan smo sedeli i čekali i drugi dan je prošao kraj nas. Treći dan smo pružali ruke i treći dan je prošao kraj nas. Peti dan smo sedeli i čekali i plakali, sedeli i čekali i plakali. Ljudi iz gradova. Ljudi iz gradova. Ljudi iz gradova. Ljudi iz gradova. Тие не сплотија, тие не натераа да се здружиме, не натераа на солидарност, на здружување, на заеднички акции. Не натераа заедно да се бориме за очувување на уметноста, на граѓанската слобода и на независноста, во културата и уметноста. Ова е просторот кој што во тоа време некако вриеше од гласови, од акции, од содржини, кои беа креирани, споведувани, па некои дури изгаснуваа на онаа голема дрвена маса што стоеше на крајот од тој агол. И многу ми е драго што ве гледам сите тука, сите другари и другарки. Токму на ова плато, изгонети од едно навистина мало парче простор, толку мало што за мене е вистинско чудо се што произведе оваа точка, не како продукт, туку баш како светоглед.